Семејството е првата суштинска келија на човечкото општество. Папата Јован 13. Добре дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска ќе расправаме на темата наечена семејството, основна градбена единица на цивилизацијата. Со свештеникот сега пред малку ја дискутиравме доста и не можевме се дозбориме. Се надевам дека ќе можеме да се дозбориме додека снимаме, а свештениче? Не верувам, да ти кажам искрено, бидејќи оваа тема е многу голема и ќе ни требаат многу епизоди за да ја доловиме како што треба. Епа, да се обидеме да бидеме најконцизни денеска, па понатаму секогаш можеме да досниме нови епизоди каде што ќе можеме да објасниме некои аспекти или да покриеме некои аспекти кои што не сме успеале да ги покриеме, нели? Сега би ти дал збор на тебе. Мислам дека убаво би било да почнеме од некои основни, можеби биолошки аспекти, од аспект на човековата еволуција, од каде доаѓаат овие сите односи, овие, да речеме, односи меѓу половите и како дошло до тоа воопшто да човекот да еволуира и да создаде такво нешто како семејство, а потоа како па тоа се претвора, се преведува во создавање на цивилизација. Дали би сакал да почнеш? Може, ќе се обидам, до тоа што сакам да напоменам дека не можам да навлезам во генезата на семејството, бидејќи тоа е еден вид на општествена структура која што не верувам дека се наоѓа во нашиот ген. Туку мислам дека е структура која што се развила со развитокот на нашиот неокортекс и со постанокот на така наречениот Homo sapiens sapiens или модерен еволуиран човек. Дали може би некако семејството како една социјална еволуција на човештвото се појавува, односно може да се смести во класификацијата на проширен фенотип како што го објаснува Докинс? Тоа е интересно прашање. Ќе се обидам да објаснам од каде потекнува семејството, поготово на проширено јадрено семејство како што го знаеме ние, без да завлегувам во многу научни термини и да се заглавуваме, значи да биде народски кажано и да биде разбрано од лаички. Значи со почетокот на цивилизацијата, на човештвото од кога се издигнале надвор од околината, кога станале самосвесни за себе, тие не биле организирани во семејства. Значи тоа треба да биде јасно, дека тие биле групирани во одредени поголеми или помали групи, племиња и така натака, каде што немало свесност за семејство типот на заедница на еден маж и една жена и нивните деца. Понатаму, како што се развивал умот на човекот, тој имал доволно време за да размислува и да открие кој е најдобриот начин за сите во групата, во племето, да може да се балансираат нивните нагони заедно со нивните потреби, исто така со потребите на племето. И во исто време, сето тоа да биде балансирано со она што е најздраво за прогресот на самото племе. Биле пробувани различни видови на групирања, меѓутоа еден концепт на здружување се издвоил како најдобар и сите групи, сите цивилизации на планетата Земја на еден или друг начин, порано или подоцна, го откриле и го интегрирале во својот начин на живење. Значи, ние кој ќе видиме дека дури најпримитивните племиња во Африка и во океаните, во островите на Индискиот океан, можеме да видиме дека има најпримитивни човечки цивилизации и тие се групирани во семејства, кои што се така од поширока природа, меѓутоа сепак може да се повлече паралела со денешните модерни семејства. И исто така и најмодерните семејства на оние цивилизации кои што може да се сметаат за најинтелигентни, и тие се групирани во сличен вид на заедничарење. Тоа значи дека човекот открил кој е најдобриот метод за да се постигне баланс во групата, во цивилизацијата во која што живее, и да биде најдобро за психолошкиот и за материјалниот, па и за духовниот развиток на сите членови од цивилизацијата. А тоа е семејството. Бова, кај што го спомна
еволутивниот развиток и како човештвото дошло до семејството, ми текна дека пред повеќе од 20 на години ја читав, сега, дали е тоа книга, дали е тоа некој си труд на Енгелс за еволуцијата на семејството, и таму тој во однос на наоди кој што ги имал во тоа време, мислам дека 18 век, мислам дека живели 19 век, наодите кои што ги има за еволуцијата на самото семејство, му укажуваат дека на почеток било на класично племе, па потоа сите се спојувале во рамките на самото племе, племето било многу бројно, па потоа следната фаза на еволуцијата била кон семејство каде што браќата од едно племе оделе со сестрите од друго племе, па потоа настанало семејството Пуналуа, каде што мажите почеле да си предпочитуваат некоја жена, па настанувале конфликти, нели, тука затоа што другите браќа сакале да имаат пристап до истата жена, поубавата жена сите сакале да имаат, нели? Така и по-силниот и по-успешниот маж. Па тие природно почеле да се распоредуваат така, па постоја настанало семејството на парови и на крајот настанало она што е предмодерното проширено семејство, каде што имаме еден патриарх, татко, односно дедо, може дури и прадедо, кој што е главен татко во семејството. Оваа фаза се случува во Римската империја, знам дека е позната дека постоела, каде што тој татко одлучувал за се, без разлика што под него има синови, неговите синови кои што живеат заедно со него и кои што си имаат своји сопруги, меѓутоа едноставно патриархот е главен. И он ги носи сите оние главни големи одлуки животни. И на крајот, веројатно заради таа тензија, помеѓу тоа дека кој ќе пораснат синовите, а патриархов ги угнетува и не им дава да си носат своји одлуки, настанува она јадреното семејство на еден маж со една жена и нивните деца. Сега, Енгелс го дава овој осврт критички, во смисла, он е многу критичен кон семејството и на крајот неговата идеја е дека ние семејството ќе го напуштиме и сите како весели поединци ќе се живееме во некоја си нова фаза на она племенско уредување, каде што секој со секого слободна љубов. Меѓутоа секогаш кога се напуштаат социјалните и моралните норми околу одржувањето на семејството, тогаш се случува колапс на цивилизацијата. И тоа е тоа што денеска токму ќе го разговараме, нели? Апсолутно. И ми се допаѓа што ја кажа оваа поента за Енгелс, бидејќи како него имало илјадници други филозофи, мислители кои што го давале истиот заклучок. И секогаш бил погрешен. Зошто? Бидејќи ако ја погледнеме семејството и ако погледнеме развитокот на цивилизацијата и самиот факт, како што кажав, дека секоја цивилизација посебно сватила дека со развитокот на мозокот на човечките индивидуи, сватила дека семејството е единствениот начин да обстане цивилизацијата и да може да напредува и сите членови во групата да бидат задоволени. Со самото тоа сваќање сме можеле да стигнеме до онаа реализација дека всушност она што ја гради цивилизацијата како што е денеска е всушност семејството. Семејството е она првична неделлива клетка или систем од кој што потоа се гради цивилизацијата, од кој што се гради човештвото. Ние мислиме дека човекот е градбената единица од која што се гради човештвото, меѓутоа тоа не е точно. Она која што е градбена единица, тулата од која што се гради империјата на човештвото, всушност семејството. Исто така како што во луѓето градбената единка е клетката, а не ДНК или некој ткиво или некој молекул, сите тие сами по себе не може да изградат човек. Тие може да изградат човек само преку системот во кој што функционираат, а тој систем е клетката. Исто така, семејството е оној систем, она основа, темел од кој што се гради цивилизацијата. Меѓутоа, исто така, семејството е и огледало, или може да кажеме цивилизацијата е огледало, на тоа какви се семејствата кои што ја градат таа цивилизација. Ако земеме едно семејство и го расшириме во една абсурдна бројка од, не знам, многу милиони луѓе, всушност ние добиваме истата таа цивилизација која што ја гледаме моментално. И ова е тешко да се разбере од индивидуален поглед, бидејќи ние сме дел од тој систем и тешко е да погледнеш целата систематика, меѓутоа ако седнеш и размислиш и ако ги погледнеш работите од една птичја перспектива, ќе видиш дека само доколку
имаш силни семејства кои што функционираат балансирано и умерено, можеш да создадеш силна цивилизација која што функционира балансирано, умерено и напредува. Видиш, една интересна работа ми текна додека зборуваше вака, додека благоглаголеше, како што ќе рече Димчо Апасиев. Една интересна работа што ми текна е, долго време размислував за како да ги исправиме проблемите и ексцесите кои што настануваат од модерната демократија, односно демократски системи и начини на гласање и репрезентативна демократија. И практично тоа што го сватив е дека демократијата која што имаме е поставена на крви нозе, поставена е на нозе на поединците, на нивни плеќи, а треба да биде поставена на плеќите на семејството. Според мене, реформата која што треба да воведеме од демократијата е да се гласа на ниво на семејство. Секој семејство да биде еден глас, а не секој поединец да биде еден глас. И така многу од ексцесите на поединците ќе бидат намали. Меѓутоа тоа е тангента од денешниот муавет, тоа може да го разговараме некогаш на тема демократија и репрезентативна демократија, нели? Сега, прашањето се поставува зошто? Зошто, прво, настанало семејство, зошто ние луѓето сме го откриле, а потоа, зошто па семејството е тоа кое што ја создава цивилизацијата. Или, ајде, кој што ја создава најуспешната или најстабилната или најдолготрајната цивилизација, која што ја имаме. Тоа можеме да го видиме во еволуцијата на видот на семејство од проширено селско ултрапатриархално семејство во Римската империја и со револуцијата на мисла која што доаѓа со христијанството, кој што практично го воведува модерното јадрено семејство. Што се случува во семејството? Зошто семејството, прво, зошто воопшто доаѓа како решение, а второ, зошто е потребен предуслов за да настане цивилизацијата? Доаѓа како решение затоа што семејството е најдоброто компромисно задоволување кое што досега го имаме пронајдено на природните нагони и емоционални и интелектуални потреби на поединците. А преку тоа и задоволување на генетските императиви кои што лежат во самите гени кај нив. Значи, во основа, семејството каде што има еден маж, една жена и деца, практично тоа најблиску се доближува до целосно задоволување и до стабилно, долготрајно задоволување на нагоните кај тие маж и жена, и заради тоа тие се примирени, заради тоа се создава еден помирен, попредвидлив свет, а создавањето на тој попредвидлив свет резултира во цивилизација. Еве како? Ако со тоа што ќе се примириме и нема постојано да се тепаме и да се колеме, заради тоа што горе-доле на секој маж ќе му се додели по една жена, на секоја жена ќе се додели по еден маж, во рангот во кој што се наоѓаат на социосексуалната хиерархија, тогаш жените ќе бидат задоволни затоа што имаат маж кој што е тука со нив и кој што на нив им се посветува на нивните деца. Материјално работи, да ги обскрби, да ги заштити и тоа дава еден вид на предвидливост во животот. Мирна предвидливост или горе-доле мирна предвидливост. Од друга страна, мажите, заради тоа што имаат достап до барем една жена, веќе немаат толку лачење на кортизол, немаат толку агресија во животот, не посегнуваат толку лесно по оружје, особено ако веќе имаат деца, се примируваат и нивните нагони за агресија и за успех, наместо да бидат деструктивни и да бидат постојани војни, колежи, плячкања, освојувања, инвазии, тие се претвораат во да изградиме нешто. Сега е мирен свет. Не сакам веќе да се тепам, сакам да изградам нешто, сакам да направам подобар свет за моите деца и за сите околу нас. И тоа е цивилизацијата. Така започнува и така се гради. Апсолутно. И како што кажате, семејството е откритие. Семејството не е нешто кое што представува биолошка вистина, нешто кое што е во нашите гени, бидејќи генетски, она што е програмирано во нас е да живееме во група. Тоа е толку, ништо друго, исто како шимпанзата. Меѓутоа, како што сме напредувале со свеста и со интелектот, сме сватиле, сме дошле до тоа откровение, дека всушност семејството е она кое што ќе создаде нешто поголемо од самата биологија. И тоа откритие е многу фрагилно. Тоа не е нешто кое што може да се земе здраво за готово, бидејќи доколку ние се вратиме, доколку почнеме да живееме по идеологиите на оние мислители кои што мислат дека семејството е нешто кое што е непотребно или заостанато и така натака,
ние ќе западнеме повторно надоле кон нашите биолошки нагони, кои што нашите предци виделе дека се деструктивни и ги канализирале во семејство. Ако го уништиме семејството, оние негативни особини на нашите животински нагони ќе дојдат до израз. Ние сега тоа не го знаеме затоа што толку време сме живееле во семејства и сме отапеле на тие опасности кои што ни се закануваат, опасности на нашата животинска природа. Меѓутоа, доколку семејството се распадне, тогаш тие ќе дојдат до израз. Да прашаме една работа кога сме веќе кај биологијата. Ги спомнавме шимпанзата живеат во племе, така во трупа, практично. Така сме живеели ние порано. Меѓутоа, како што го видовме тоа од прегледот на Енгелс, полека се формирале парови и на крајот дошло до денешната форма на семејство. И сега јас би ти поставил паралела да ги споредиме шимпанзата, например, со волците, за кои што, ако исправиме ако грешам, волците имаат практично парови. Тие имаат алфа мажјак и алфа женка и понатаму надоле се распоредуваат по некоја си таква хиерархија каде што горе-доле се впарени по социосексуален статус или социосексуална хиерархија. Дали сум во право? И дополнително прашање, дури и да не сум во право за тие што се доле, дали алфа мажјакот и алфа женката е еден вид на еволуција кон некое си такво семејство? Не сум баш многу добро запознаен со екологијата на волците, така да не би коментирал со сигурност. Меѓутоа, мислам дека кај нив е многу поразлично од кај шимпанзата и баш не треба да се споредуваме со нив, зашто бидејќи нивната биолошка и хормонска динамика не е како кај нас. Значи, таму женката, која што е алфа женка, може да биде и во некои моменти мажјак. Поготово ако е стара, незиниот хормонален баланс, хормоните внатре во нејзе се наликуваат на силен алфа мажјак и почнуваат да го контролираат групата на тој начин. Така да тешко е да се спореди и секако не функционираат во однос на семејства, бидејќи доколку се создаде еден пар кој што ќе се впари таа сезона и ќе создаде деца, тие деца потоа припаѓаат на самата група, а следната сезона тој мажјак или таа женка ќе се спари со некој друг. Така да мислам дека најдобро е да се споредиме со горилата, со шимпанзата, со бонобо и така натака. Да, значи не сум, веројатно треба подлабоко да му навлезам во тоа и веројатно мислам си во право, не треба да се споредуваме со нив, туку со нашите најблиски сродници. Да, исто јас треба повеќе да читам, бидејќи ова на памет го зборам малку, меѓутоа знам дека кучињата, хиените и така натака имаат многу поразлични динамики, слични се на нас, меѓутоа имаат некои суштински разлики и така натака. Меѓутоа сакав две работи да кажам. Првин сакав да кажам започнав за семејството, колку е тоа важно, и сакам да преминам кон тоа дека луѓето сега не го гледаат тоа. Бидејќи живееме во едно општество на зголемен комфор, ние забораваме која е важноста на семејството. Како што полека почнуваме да го губиме она чувство за светост кое што треба да го има семејството, бидејќи тоа е, нели, како што кажавме, градбена единица на цивилизацијата, почнуваме да видим, да ги гледаме првите симптоми во цивилизацијата кои што се последица на немање семејство. Тука јас би ги спомнал осаменоста, она психолошка идентитетска криза која што се јавува кај многу индивидуи, ако не и кај сите кои што живеат во ова модерно општество кое што не го вреднува семејството. Други видови на ментални нарушувања, чувство на каде што се осеќаш дека не припаѓаш, значи губење на припадност и така натака. И многу други последици кои што се само периферијата на вистинските проблеми. Ако ние продолжиме со ова уништување на семејството, со губење на светоста на семејството, ние ќе гледаме се поголеми и поголеми проблеми кои што произлегуваат од нашата биологија и не се канализирани преку оваа прекрасна социјална структура која што ја создале гениалците, а тоа се нашите предци. Она кое што ја уништува пред се е радикалниот индивидуализам, каде што ти мислиш дека
ти си поважен од цивилизацијата, ти си поважен од семејството и дека треба да се грижиш само за себе, дека ти си најважниот човек или најважното битие кој што се родил и после тебе ќе има потоп. Тоа е главниот проблем главниот непријател на семејството. Тој радикален индивидуализам. Меѓутоа има и други работи кои што го помагаат уништувањето на семејството. Тоа е, јас би го спомнал, корпоратизмот или корпоративизмот, кој што ги создава оние работни динамики, социјални структури кои што влијаат негативно врз семејството. Потоа во комунистичките земји, па и во капиталистичките има многу голема државна интервенција во воспитувањето. Тоа е исто така многу голем проблем, го уништува семејството, го подкопува. Во капитализмот имаш медиумска пропаганда преку Netflix филмчиња и така натака, преку LGBT пропаганди, кои што преку оние трансджендер, менување на пол и така натака, кои што се паразит, вирус врз семејството. А семејството е она кој што не држи нас како цивилизација. Да, буквално за за ефектот на претераната самобитност, односно индивидуализам, ќе имаме и една од следните емисии, ќе ни биде токму на оваа тема. Нели, себеопседнатост, нарцисоидност, тоа веќе неколку пати го коментираме, и јас и ти засебно, ама и во нашиве емисии, дека тоа е практично онаа морална корупција на која што предупредуваат христијаните веќе 20 на века, нели? Работата е што, што викаш ти, луѓето не се свесни и почнуваат да мислат дека тие се побитни од самата цивилизација, од семејството, и веќе семејството прекинува да им станува свето, и затоа ги гледаме првите симптоми на моралната корупција и на распад. Ти ги спомна многу психолошки и духовни проблеми, меѓутоа тука има и материјални проблеми. Во основа, ако едноставно немаш луѓе кои што се инспирирани да одржуваат цивилизацијата, пред се тоа се мажите, да градат, да заштитуваат, да пазат, да редат, да местат по структура, значи сите тие работи во главно ги прават мажите со цел да ја одржат оваа цивилизација. Ако тие не се инспирирани, заради тоа што немаат пристап до жени и немаат можност да направат деца со кои што ќе живеат во мирен, релативно предвидлив свет, тоа што ќе прекинат да произведуваат, и тоа го гледаме. Западниот свет малте не произведува ништо. Кој произведува? Кина. И сега они во западниот свет се распаѓа семејството, светоста, тоест на семејството. Тоа е нормално бавен процес, тоа не се случува одеднаш. Меѓутоа се распаѓа и гледаме систематски како се подјаруваат, се јадат темелите на семејството насекаде низ пропаганда и корпоративизам, како што спомнати. Меѓутоа во исто време го имаат префрлено производството на друго општество, кое што пак во кое што се од неодамна семејството доаѓа многу силно на сила, и заради тоа е многу полетно и многу произведува. Тоа не може да трае бесконечно. Значи, секаде каде што ќе се напушти семејството како една светиња, како една светост, која што мора да се зачува, секаде ќе има пад на цивилизацијата. Падот ќе биде отпрвен бавен, меѓутоа кога ќе надмине одредена точка, одреден праг, падот ќе биде многу брз и луѓето нема знаат што им се случува. И тоа што им се случува е тоа што го објаснил Дж.Д. Анвин, практично, уште на почетокот на 20 век. И овој го имам кажува неколку пати. Тоа што им се случува е она што го кажавме во клетвата на декаденцијата. Значи, Дж.Д. Анвин тоа што го наоѓа е дека тој испитувал многу култури, многу цивилизации од минатото, и тоа што го утврдил е дека една заедница која што ќе воведе конзервативен сексуален морал, особено за жените, меѓутоа општо и за мажите, практично која што ќе го воведе семејството, јадреното семејство, каде што мажот треба да се задоволува сексуално и емоционално со својата жена и жената сексуално и емоционално со својот маж, тоа се тие општества кои што создаваат цивилизација. Тоа се тие општества кои што овие нагони сексуални, кои што сега не можат да идат на сите страни, сега се насочени, канализирани кон креативни создавачки делања. Меѓутоа, проблемот со тоа е што кога едно општество заради оваа креативност и овој создавачки нагон ќе создаде премногу материјален успех, преголемиот материјален успех и олеснувањето на животот предизвикува морална корупција која што ги опушта овие сексуални норми, конзервативните сексуални норми, во некакви си сексуални револуции и слично, и на крајот тоа резултира во пад на самата цивилизација.
Ова беше многу добро кажано. Меѓутоа има една работа која што не ја спомнавме воопшто и која што исто така многу важна, можеби најважна, а тоа е како му влијае семејството на детето. Семејството постои, можеме да кажеме некои 40% или помал дел за да ги канализира нагоните на мажот, жената, да им даде чувство на припадност, да им даде да ги задоволи нивните нагони и да ги канализира. Меѓутоа 60% или поголемиот дел е за да се создаде, да се има деца, да се создаде потомство, кое што ќе биде здраво одгледано. Значи не само да биде родено и создадено и да преживее, тоа може да го направи и групата, да создава деца, меѓутоа за да се има посветено внимание на него, за да може тоа дете да се изгради во една здрава индивидуа која што потоа може да придонесе кон цивилизацијата, потребно е да има една мајка и еден татко кои што ги вложуваат своите напори и психолошки и емоционално му влијаат на детето да може да го изградат како што треба. Да, тоа баш го спомнав во нашата претходна емисија, не претходна, туку пред две емисии за социјсексуалната хиерархија, дека практично ние од квантитет на да создадеме што повеќе деца, па колку ќе преживеат, битно да има доволно кои што ќе остават нови деца понатаму. Полека во нашата еволуција сме се префрлале од квантитет кон квалитет. Да имаме помал број на деца, ама повеќе да им се посветиме и поквалитетно да им се посветиме на истите тие. И тоа се покажало како генетски многу поуспешно. Точно така. И тоа е многу интересен изум кој што ние сме го направиле, семејството, зошто бидејќи функционира на некои принципи кои што не ни биле познати до тогаш. Значи, оние кои што го создале семејството, тие не знаеле психологија, тие не ги знаеле овие комплексни работи кои што совршено би му влијаеле на детето и совршено би го изградиле, а сепак најверојатно со пробување и со грешење низ текот на илјадници години го развиле совршениот систем за одгледување деца. Сега, како што напредуваат науките, можеме да видиме дека секој човек во себе има два пола. Она Јунг кој што ги нарекол анимус и анима, машки и женски дел од себе. Секој човек, без разлика дали е машко или е женско, во себе има еден маж и една жена. Тие се градени од оние примери кои што детето ги гледа. Доколку тоа дете има еден маж, една жена или еден татко и една мајка со кој што се врзе емоционално и ќе може да учи од нив како треба да го изгради мажот во себе и како треба да изгради жената во себе, тоа дете ќе израсне во психолошки балансирана и здрава индивидуа. Затоа семејството е толку значајно, бидејќи на секој дете му е потребен еден маж и една жена да му дадат пример како треба да се изгради тоа. Дури и да не зборат со него, дури и да не му кажуваат, да не го учат, преку самиот пример, биолошки тоа дете учи. Предпоставувам дека во минатото тоа дете ги гледало, избирало некои примери од племето и почнувало да ги имитира, некој маж и некоја жена ги гледало, ги имитирало и учело од нив, меѓутоа тоа било недоволно. Со создавањето на семејството, децата веќе добиваат еден, што се вика од Господ даден пример, кој што е нивниот татко и нивната мајка, и од кој што учат. Меѓутоа, во исто време, бидејќи таткото и мајката се биолошки и генетски многу блиски со нив, тие можат многу полесно да научат од него, да ги научат и однесување, бидејќи одреден дел им доаѓаат и природно. Органски разбираат зошто таткото направил така и зошто мајката направила така. Ова е секако, доколку мајката и таткото се здрави, балансирани особи, значи не се ненормални и не прават глупости и ексеси, меѓутоа доколку тие се нормални, детето органски ќе разбере зошто ги прават тие постапки кои што ги прават, ќе може да учи од нив, да ги имитира и да се изгради во здрава индивидуа. И ова добро би било да го ставиме во контраст со што се случува кога децата ја немаат оваа ситуација, особено кога не е присутен таткото во животот. Денеска се повеќе сме сведоци на ситуации во кои што имаме самохрани мајки. Обично е мајка, има па некојаш и татковци, меѓутоа најчесто е мајка, која што
го расте детето, а таткото не е присутен. Не навлагам во причините кој бил кривиот, кој бил правиот, меѓутоа тоа е ефектот на крај. Се развеле и сега мајката се грижи за детето. Тие деца, машки и женски, кои што немаат присутен татко во животот, макар и да се разведени родителите, меѓутоа таткото да е присутен. Ако не е воопшто присутен таткото или е многу ретко присутен, тие деца имаат многу негативни последици, имаат значително намалени шанси за успех во животот, и тоа не кажам само материјален успех, туку и духовен успех, емоционален успех, имаат значително помала самоконтрола, импулсна контрола. Многу често мажите стануваат криминалци или зависници од опијати, од дрога. Жените стануваат многу често промискуитетни и завлегуваат во лоши друштва, па биваат и силувани, биваат и утепувани практично од тие лоши типови или лоши места во кои што се движат. Значи, ефектите од да се нема татко во животот на детето, особено затоа што татковците се многу битни од аспект на воведување на импулсна контрола, она фройдовско суперего, практично само контрола, совеста, оној суд кој што го имаме внатре во нас, кој што ни кажува ова не треба да го правиме, ова треба да го правиме, и кој што не казнува и не куди ако направиме нешто лошо, многу често тоа е нашиот интернализиран татко. И мајка, ама многу често е таткото. Таткото е оној кој што поќе суди, кој што е построг и кој што каже ова не може, ова може, ова вака ќе го правиш. Ако не е присутен таткото редовно, односно ако продолжиме да ни се распаѓаат семејствата и браковите и да имаме вакви разводи на сите страни, каде што имаме еден куп самохрани родители, особено самохрани мајки, каде што таткото не учествува во растењето на децата, а тоа е ефектот природен на разводот во повеќето случаи, едноставно ќе имаме многу голем број на, не сакам да кажам расипани генерации, зашто не се децата криви, ама тоа е ефектот на крај. Имаме еден куп генерации кои што биле, како кажем, им биле скратени неправедно шансите во животот. Апсолутно, на кратко кажано, она дете кое што нема да има во додека расте во неговото обкружување татко или пак мајка, значи ако биде одгледано од еден родител, многу е потешко да се развие во зрела и возрасна индивидуа. Да, и психолошки здрава. Многу пати го имам видено во мојата околина, за жал. Така и тоа, ова ти што го кажуваше, има многу научни истражувања кои што го покажуваат исто, меѓутоа не се ни потребни тие научни истражувања, бидејќи ние го гледаме од надвор и некои од нас и го чувствуваат, бидејќи тоа се случувало во нашите животи. Сега сакав да направам еден краток сублимат на ова што го зборевме, за да преминам кон мојата главна поента, а тоа е духовното значење на семејството. Значи, можевме да видиме дека од она што го збориме, дека семејството е еден генијално откритие, пронајдок, кој што е револуционерен. Зошто? Пред се бидејќи ги задоволува потребите на детето, му дава еден машки и еден женски пример, кој што ги следи, кој што се развива по нив и создава атмосфера на грижа и љубов за него и заштита. Меѓутоа, исто така, како што спомнавме пред тоа, им дава насока, канализира нагоните на мажот и на жената и им дава причина за живење и за постоење. Мажот има една биолошка потреба да заштити некого, да се бори за некого, да создаде. И тоа е многу интересно, бидејќи таа негова потреба не се развила поради семејството, туку таа се развила независно, како една биолошки организам, како животно. Меѓутоа, одлично се вклопува во семејството. Тој е заштитникот, тој е оној кој што ги носи ресурсите, кој што ја прави одлуката, кој што проценува дали е нешто безбедно или не е безбедно и така натака. Жената пак има биолошка потреба да даде љубов, да се грижи, да покаже нежност, да покаже смисла во животот, да создаде убавина и така натака. Исто така семејството отвара простор за жената да може да реализира својата креативност кон децата и кон мажот и да може да се создаде хармонија во семејството и да се израснат децата како што треба. И тоа е прекрасно. Значи, сите биолошки потреби и на мажот, и на жената, и на детето
се задоволени преку овој пронедок кој што е наречен семејство. И не само тоа, туку тој воедно представува и клетка, темел, врз кој што понатака се гради цивилизацијата. Значи, буквално представува една точка на решавање на огромен број на проблеми, човечки проблеми кои што се јавиле во минатото и кои што се уште се јавуваат. Семејството е решение на многу проблеми. Сега, семејството е интересно што е решение на еден уште подлабок проблем, а тоа е духовниот проблем. Зошто? Бидејќи духовно гледано, и тоа многу цивилизации, можеби сите духовни традиции и цивилизации го увиделе, дека, и тоа го представиле на различни начини, дека духовниот развиток или духовното тело на секоја индивидуа се состои од две главни точки. Во христијанството тие се нарекуваат мудроста и љубовта, кои што заедно создаваат вистината, Христос е вистината и така натака. Во Египет тие биле нарекувани сонцето и месечината. Во Индија често се нарекуваат оганот и водата и така натака. Меѓутоа, тоа се две главни аспекти кои што еден духовен трагач мора да ги развива за да стигне до просветлување. А просветлување е всушност вистината. Вистината која што ќе те ослободи. Да сватиш дека ти не си индивидуата, не си ти егото кое што ти живее во главата, твоите мемории, твоите мисли и така натака, туку ти си чистото свест, чистото присуство. Заради тоа, за да се оствари тоа, тебе ти требаат две работи. Ти требаат твојот духовен татко и твојата духовна мајка. Кои се тие? Тоа е мудроста и љубовта. Многу интересно, бидејќи семејството ги задоволува и овие работи. Таткото, кој ако е изграден како што треба и ако е свесен и зрел човек, Ако е саглам, тој ќе ја представува мудроста и воедно и свесноста. Тој човек треба да покаже дека знае што прави, дека е разумен, дека е секогаш присутен, дека е втемелен, дека е стожер на семејството и дека е стоик. Што и да се случува, на него можеш да се потпреш. Од друга страна, мајката во својата божествена женственост, ако може да ја достигне, а треба да ја достигне, таа е всушност манифестација на Божјата љубов. Таа покажува дека работите треба да ги прифатиш, дека треба да се претопиш во светот, дека треба да сватиш дека сите ние сме едно, сите сме одлика на еден сонувач и дека само преку љубов, преку грижа, преку обид да се споиш со другите луѓе, ти можеш да достигнеш просветлување. Всушност тоа е учењето на Христос. Учењето на Христос, целото христијанство е всушност божествената женственост. Меѓутоа издигнато на едно највисоко ниво. И таа е многу цивилизации, мислам дека ова е масоните го имаат кажано, дека љубовта е всушност, мудроста и љубовта се неопходни за просветлување, меѓутоа љубовта е најблиско до Бог. Бог е љубов. И на тој начин затоа жената е повисоко во однос на духовната традиција, бидејќи таа е аватар на љубовта. А детето треба да е символ на просветлувањето. Всушност создавањето на детето треба да е вистината. Дури јас би додал уште едно токување, а тоа е дека да, можеби мажот, односно таткото е повеќе остварување на мудроста, а мајката е повеќе остварување на љубовта. Меѓутоа интересното е што таткото ако е мудар, ќе љуби и ќе сака. А жената, односно мајката, ако љуби, ќе стигне до мудрост. И тие се така испреплетени меѓу себе и тие, значи и таткото и мајката, односно ајде да речеме совршениот татко и совршената мајка, ги имаат и двете кај себе и едното доаѓа од другото, односно едното доаѓа преку другото и обратно. Апсолутно, тоа е уште подлабоко согледување на работите, кој ќе видиш дека всушност љубовта не е ништо освен на мека мудрост, а мудроста е потврда љубов. И детето, ако расте во една совршена духовна унија, едно убаво изградено духовно семејство, подсвесно ќе ги осети овие работи, подсвесно ќе почувствува дека таткото е мудар, стоик, втемелен, меѓутоа
све тоа е како да произлегува од љубовта кон децата, кон себе си, кон жената и така натака, додека пак мајката е љубов, таа се грижи, се создава убавина и така натака, хармонија во семејството, ама се тоа е некако убаво осмислено, све е со присуство, со свесност, со гениалност во низините однесувања. Значи, едното и другото е всушност едно исто. И дете кое што се развива во таква унија, во семејство, во такво семејство, всушност многу е тешко да не се просветли. Треба да има многу големи пречки од лукавиот или од колективното несвесно, за да спречи детето да создаде уште повисоки нивоа на цивилизација и на свест. Знаеш, кога ќе погледнам и од една друга перспектива која што често ја спомнуваме, таа е она на спирална динамика, практично, нели, во нашата емисија за спирална динамика проверете, мислам дека беше 5-та и 6-та поред. Тоа што го расправавме таму е дека човештвото почнало од на најосновното ниво на банди, па следната фаза била племиње, па после тоа настанала еготистична фаза, па после тоа настанала сина морализаторска фаза во која што настанува семејството и од која што почнуваат цивилизациите, природно. И понатаму идеме нагоре во фазите како што идеме. Меѓутоа, интересното е што авторите на спирална динамика објаснуваат дека фазите може да се надминат само ако условите за живот се сменети, да одговараат на конкретната фаза. Значи фазите зависат од тоа во какви услови на живот се наоѓа еден поединец, едно семејство и едно општество, една заедница. И ова што го кажеш ти дека во едно добро семејство во кое што таткото и мајката се доближуваат многу до овие идеални слики на мудрост и на љубов, па самото дете треба да е просветлувањето, односно многу има големи шанси самото дете се просветли на крај ако живее во такво семејство кое што е исполнето со мудрост и со љубов. Практично детето ќе може, заради тоа што овие животни услови од аспект на спирална динамика му се задоволени од страната на таткото и мајката и самото здраво семејство, тоа ќе може многу брзо да стигне до оние нивоата што се интегративни, односно системското жолто и трикизното после него. Значи, просветлувањето е таму се наоѓа. Во тоа ниво на зрелост и во тоа ниво на когнитивна, духовна, емоционална и секаков развиток, односно ниво. Така што, видиш, тоа повторно се поклопува со тоа. Значи, ако семејството е здраво, особено од аспект на духовност, од аспект на душа, децата самите ќе можат да живеат многу поисполнети, многу по-духовен живот. И тука мајката и таткото имаат една главна улога да бидат, како да кажам, столбовите на кои што ќе се искачат самите деца. И тоа е толку една битна функција, што сите оние татковци и мајки кои што не го увидуваат ова и кои што не работат максимално за да постигнат едно семејство во кое што ќе има полно мудрост и полно љубов преку нивно лично развивање, ама и развивање на самото семејство и уважување на својот партнер, тие всушност им прават лоша работа, им прават на своите деца. А оние кои што го препознале ова и кои што работат да има внатре во семејството љубов, мудрост, нели сето тоа што се изискува од таткото и од мајката, тие 10-кратно, 100-кратно им помагаат на своите деца да одат напред. Апсолутно. И дури некој дете ако не стигне до оние високи форми на свест кои што ги спомна, барем лесно ќе ги интегрира оние ниски форми, ќе ги балансира во себе и лесно ќе помине онаа инициација за која што зборувавме во претходните епизоди, каде што од дете ќе прерасне во зрел маж. Тоа нема да се провлекува, нема да биде тешко, бидејќи има дома два примери на изградени возрастни луѓе, и ако не се тие просветлени, ако не се духовни, не е важно. Барем се зрели психолошки и детето ќе може во себе да ги балансира оние психолошки недоследности кои што ги има во себе, бидејќи е мало, бидејќи е незрело, и да ја помине побрзо и побезболно инициацијата од дете кон возрастна единка. Ние за оваа тема можеме да збориме уште многу долго. Мислам дека ова е само објаснување на периферијата на што е тоа семејство. Ако продолжиме со зборување, ние сигурно епизодава ќе трае некои 3-4 часа без проблем. Меѓутоа, убаво е тука да ја заокружиме, со тоа што сакам да направам еден повик за лична одговорност, да им кажам на оние слушатели кои што
поради една или друга причина се чувствуваат неспремни за семејство или мислат дека децата кои што би ги создале нема да имаат добар пример, тие нема да бидат добар пример за нив, бидејќи имале своји психолошки трауми, проблеми и така натака. Меѓутоа, тоа не е вистина. Бидејќи кога ќе создадеш семејството е толку гениален, толку проста, толку гениален пронајдок, откритие, што не само што овие сите работи што ги спомнавме ги средува, туку исто така кога ќе формираш семејство, те активира да се средиш сами од себе. Те активира во одредени аспекти да бидеш нормален, да бидеш зрел, да бидеш активен, за да се грижиш за детето. Тоа е всушност онаа божествена љубов која што го прави тоа, меѓутоа семејството ти дава, го конкретизира тоа. Така да, доколку создадеш семејство, ќе бидеш подобар човек. Ќе бидеш подобар човек и ќе можеш да му дадеш на детето повеќе него што ти мислиш дека си способен. Ќе се отклучат оние карактеристики во тебе, оние работи кои што ти ги имаш во твојата душа, меѓутоа не дошле до израз се уште. Семејството ќе ги отклучи. Исто така, ако ништо немаш создадено во општеството, најмалку нешто што можеш, и не само најмалку, туку основно и многу важно нешто што можеш да создадеш, тоа е да бидеш стожер, да бидеш создавач на една клетка, на една здрава клетка на цивилизацијата, буквално да учествуваш во градење на здрава цивилизација. Како што јас понекогаш знам да кажам, колку луѓе толку светови, нели? Ако ги создадеш тие луѓе, секој човек, секој дете што ќе го направиш е нов цел универзум. Пред да се префрлам на сюжетот, на рекапитуларот од денешната емисија, само сакав да кажам околу едно видео што го гледав пред некое време, дали беше од TikTok, од не знам, немам TikTok, па ми стигаат од друго место. Меѓутоа беше нешто како прво збори една девојка и вика: јас сум имала, мислам дека кажа 100 сексуални партнери, сум легнал со 100 сексуални партнери, не знам дали е тоа многу или малку, кажете ми, искоментирајте ми, нешто во таа смисла. И една друга девојка коментира на тоа и вика: да, сестро, јас сум со тебе, односно ќе бев со тебе, ама знаеш додека растев, татко ми беше многу досаден и ми повторуваше една работа, чекај да ми текне која беше, те сакам. Значи, бидете присутни во животите на вашите деца, прво создајте ги, за да можете да бидете присутни, а потоа работете и на себе си, на своето зрење, и сите заедно како семејство, како еден бедем стожер на вашето духовно, емоционално, физичко и психичко живење и битисување, да одите напред во бесконечност. А сега одиме со сюжетот. Темата на денешната емисија беше семејството како основна градбена единица на цивилизацијата. Почнавме од каде што многу често почнуваме, тоа од биологијата, биолошките аспекти на човековото постоење. Пред 2 емисии посветивме многу внимание на човековата социосексуална хиерархија. Овој пат го расправавме зошто луѓето од живење во банди и племиња стигнале и како стигнале до живењето во семејство, јадрено семејство, и зошто јадреното семејство е практично зачеток на цивилизацијата. Го спомнавме Енгелс и неговиот осврт на еволуцијата на семејството и како полека од племенско уредување семејството се развивало се до модерното јадрено семејство. Спомнавме спирална динамика, спомнавме J.D. Unwin и неговите истражувања, каде што утврдил дека оние заедници, култури и цивилизации кои што вовеле конзервативен сексуален морал, се оние кои што создале цивилизација, односно практично оние кои што вовеле семејство, се оние кои што создале цивилизација. А оние кои што го напуштаат семејството и конзервативните сексуални норми, тие кои што цивилизацијата им се распаѓа. Кажавме зошто семејството е толку гениален пронајдок и изум, како што го нарекува свештеникот, а тоа е дека покрај тоа што компромисно ги задоволува нагоните на мажот и на жената кои што се наоѓаат во семејството, понатаму овозможува многу поквалитетно одгледување на децата, многу поголемо внимание посветување на децата, многу поголема заштита од аспект на грижа, од аспект на физичка заштита, од аспект на исхрана, здрава храна, здраво живење и на крајот дури и од духовно развитие, како што поентиравме на крајот.
Во меѓувреме патувавме низ многу осврти околу тоа што е семејството, кои ефекти ги има семејството врз децата по квалитетно живење, подобро остварување на генските императиви кај мажите и жените. Меѓутоа го кажавме и што се случува кога еден од родителите, особено таткото, не е присутен во животот на децата и на крајот свештеникот ја воведе неговото епско поентирање околу духовниот развој, просветлувањето и улогата на мајката и на таткото како љубов и мудрост, олицетворение на љубовта и на мудроста како безвременни вредности и нивниот спој во Исус, односно во детето, како просветлување. Тука ја ќе завршам, сега ќе му дадам збор на свештеникот за практични и прагматични совети. Ти благодарам. Ова епизода беше главно теоретска, го објаснуваше значењето на семејството. Не навлеговме во некои особени практични совети, меѓутоа она што може да се издвои како единствен практичен совет е дека семејството те прави подобар човек, те прави одговорен, те прави корисен. Доколку создадеш семејство и бидеш дел од него, ти учествуваш активно во градењето на цивилизацијата, ти си се повикал, си се одважил на повикот и од тебе не може да се очекува нешто повеќе и твојата цел е во голем дел исполнета и завршена. Доколку си својата улога ја одиграш како што треба, тоа е од еден аспект, значи твојата одговорност е задоволена, доколку ти направиш семејство и го одржиш како што треба, но од друга страна семејството си прави својот дел од договорот, а тоа е те прави тебе подобар човек. Не само на ниво на емоции, каде што чувствуваш дека има нешто твое, дека има значење твојата работа, туку исто така ти помага да ги канализираш твоите нагони, твоите сили и да ги минимизираш твоите слабости и да станеш едноставно подобар човек. Постојат само две трајни работи кои можеме да се надеваме да им ги оставиме на нашите деца во наследство. Првата е корења, втората крилја. Јохан Волфганг фон Гете.